Изминатата недела, последната на месец август, секоја година се одржува меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2019. Годинава учествуваа над 45 ликовни уметници од повеќе земји, меѓу кои Турција, Бугарија, Србија, Иран, Албанија, Грција, Италија, Русија, Украина, Германија, Косово, Словенија и Македонија. Програмата донесе изложби на повеќе уметници кои учествуваа на самата колонија и истовремено се слушаше добра музика од квалитетни еминентни музичари, а истовремено се одржа и промоција на книга. На 20 август, на денот на самото отварање на колонијата, се одржа ликовна изложба на уметникот Сандра Блажева од Софија, Република Бугарија. Еве што со нашата камера забележавме на нејзиното отварање. Денеска ни беше така бајджи дък ден, ама исполнет со многу убави работи, со 3 настани, би рекол. Почнаме со пречек на дел од учесниците на ликовната колонија, па сега пред малце доле во Градската галерија пред Домот на културата имавме отварање на изложба на една од учесничките на оваа колонија и се разбира ова што денес, ова што сега се случува и ќе се случува до крајот на оваа вечер, прекрасна вечер, а тоа е отварањето на оваа ликовна колонија. Секоја година во втората половина од месец август ја организираме традиционално ликовната колонија Кавадарци Михајлово 2019 година. Оваа година, по 25-ти пат, ние, како Дом на култура, ги отвараме ширум вратите на нашите драги гости. Со задоволство, сите вас ве поздравувам, драги ликовни уметници, кои што дојдовте од различни земји, да бидете гости и ви пожелувам плодна работа и искрено добре дојде. Нашиот град во овие 7 дена ќе наликува на мала Европа и живее токму за неа. Дозволете да се заблагодарам на Советот на општина Кавадарци, кој што ја поддржа оваа манифестација, и општина Кавадарци, градоначалникот господинот Митко Јанчев. Се заблагодарувам на сите спонзори кои што донираа исто така за ликовната колонија, како и на сите вработени при Дом на култура. На уметниците им посакам плодна работа, да бидат кавадарчани и Домот на културата со епитет добри домаќани, што нема сомнеш, не добри најдобри, нема многу да должам. Колонијата ќе ја прогласам отворена, ќе посакаме да бидеме најдобри домаќини и ова колонија да биде една од најдобрите. Таа има епитет на меѓународен карактер, од година на година ќе биде уште поголема и појака, плодна работа на уметниците и убаво расположение. Колонијата ја прогласувам за отворена. Ова вечер е посебна вечер за нас, за културните работници, за ликовните уметници кои што живеат во Кавадарци, за любителите на ликовната уметност. Ова вечер почнува една од најголемите ликовни колонии во Европа, ликовната колонија Кавадарци. Поготово во Македонија има многу ликовни колонии и како Кавадарци би се разликувал од сите тие колонии, ако не се најдобри и најголеми, и со бројот кој што ова вечер се присутни, кој што учествува на оваа ликовна колонија, тој го докажавме. Околу 60 ликовни уметници се учесници на ликовната колонија Кавадарци. Да ви кажам дека тоа е број кој што и најдобрите градови би сакале да го имаат. Една од традициите кои што ликовната колонија Кавадарци ја воспостави во последните 10 години е, не биде тоа само едно голо држење на ликовните уметници, него да се случуваат и бројни едукативни настани во склопот на ликовната колонија. Секоја година, кога почнува ликовната колонија, почнува со самостојна изложба на еден од учесниците на ликовната колонија. Ова година има чест една дама да биде таа која што ќе отвори оваа изложба. Нејзиното име малку покасно ќе го открием. Ова година, после 2 дена на 22 значи во соработка со музеј и галерија ќе имаме уште една изложба.
на еден наш голем уметник Тони Чатровски од Прилеп, кој што е тука, ама тоа после 2 дена ќе зборуваме за него и со директорката на музеј и галерија од Кавадарци за тој настан. Сега сме тука да отвориме самостојна изложба на Сандра Блажева, ликовен уметник, доктор по ликовните уметности од Софија. Оваа вечер е со нас младиот ликовен уметник Сандра Блажева од Софија, Република Бугарија, која ги излага своите дела во нашата галерија при Дом на култура Иван Мазур Клима од Кавадарци. Нејзините дела, односно нејзината изложба, представува и вовед во нашиот најголем проект оваа година, отворањето на ликовната колонија Кавадарци Михајлово 2019 година. Представува посебна чест и задоволство, што и мене ми ја дадоа честа свечна да отворам најголемата, најубавата ликовна колонија на сите времиња, Кавадарци 2019 година. Таква е, бидејќи е организирана од страна на искусниот Владимир Темков, кој што дел од неговото искуство го пренесе и во соседно Неготино оваа година, каде што за прв пат се организираше и ликовна колонија Неготино 2019. Значи, оваа меѓународна ликовна колонија присуствуваат околу 50 на 60 на ликовни уметници од повеќе држави од светот, каде што ќе творат во убавото Кавадарци, во хотелот Уни Палас, каде што ќе остварат и ќе дадат свој белег од ликовното творештво и кој што ќе остане во Кавадарци. Бидејќи би сакала да прочитам така една мала биографија за уметникот кој што Сандра Блажева, дамата која што има и она чест да биде самостојна, да биде таа која што ќе биде представена со самостојна изложба на свеченото отварање на меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2019. Сандра Блажева е родена во Софија 1987 година во Бугарија. Завршила уметничка гимназија во 2007 година во Софија, а во 2019 година дипломирала на Национална ликовна академија во Софија. Во 2013 година ги завршува магистарските студии во Националната академија во Софија на тема публицистика, реклама, авторско право во областа на сликарството. Во 2018 година докторира на Универзитетот Баскија во Билбао, Шпанија, кај професорот Адолф Рамирес Ескудеро. Истата година завршува втор докторат или специализација на докторатот по сликарство на Национална академија во Софија кај професорот Ивајло Мирчев. Изложбата, на која што вечерва се представени 18 нејзини дела, представува обсежен преглед на нејзиното творештво поделено во 3 дела: икони на уметност, арт-икони и поп-арт. Поп-артот или Art of Living е правец или сликарство во кој што твори Сандра, а тоа е тренд кој ги рефлектира сликите и темите од популарната култура и производи на потрошувачкото општество. Денес самите дела и нивните автори се претвораат во слики од масовна култура, печатени во милиони примероци отпечатени на предмети за домаќинство. Музеите на уметноста се дел од масовниот културен туризам, а современата дигитална уметност има поврзано со уметничките дела од целиот свет преку различни медиуми што ја водат уметноста на нови знаења и димензии. Енди Ворхол во Америка и Јосиф Мојс во Европа стануваат икони на постмодерната уметност во 1960-те години, а денес нивната уметност е уметнички објект. И овој тренд е повторно создаден со помош на техника на сликање на масло, колаж и прскање, со светла контрастна боја, својствена на поп-артот. Такви се и всушност делата на Сандра Блажева, каде што популарните личности како на Ворхол, Джексон Полок, Јозеф Бојс, Пабло Пикасо, Салвадор Дали се предмет на портрет во нејзиниот проект. Искам първо да ви кажа, че съм тронната от отношението към културата и към изкуството в вашия град. Искам да ви благодаря на всички вас, че сте тук и че сте обожили моята изложба. Естествено на целия екип на Дома на културата Иван Мазур. Голем замав
следи уметноста во Кавадарци благодарение на нашиот реномиран кавадаречки македонски познат уметник Владимир Тенков, кој пред 2 години беше прогласен како уметник на годината и оваа година сакам да му врачам неколку дипломи и тоа заслужува. Меѓународната манифестација за литература, уметност и култура Планетопија 2019 во организација на Милица Паулус Јас и Академија Euroart доделува диплома на Владимир Темков за наградата Уметничка четка на боите во категорија ликовна уметност. Истата Планетопија манифестација доделува на Владимир Темков награда за животно дело во категоријата на ликовна уметност. И уште една вредна награда за награден труд за целокупното творештво во категоријата на ликовната уметност. Еден аплауз за Владимир Темков. Во четвртокот пат на 22 август во 20 часот во музеј галеријата беше отворена самостојна изложба на познатиот ликовен уметник Тони Чатлевски Чатле од Прилеп. Ова изложба, која е во рамките на Меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2019 во организација на Домот на културата, беше одржана во соработка со музеј галеријата од Кавадарци. Ова вечер се домачини на ликовната колонија и на ликовните уметници, директорката Весна Ѓорџиева и институцијата Музеј и галерија Кавадарци, домачини се на уметниците, односно на 25-та ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2019 година. Денес ни е ова четврти настан во склоп на колонијата, ама е втора изложба која што ја организира ликовната колонија во соработка со музејот. Втора изложба на учесник на ликовната колонија. Пред 2 дена отворивме изложба на Сандра Блажева во Дом на култура. Еве ова вечер отвараме изложба на почитуваниот колега Тони Чатлевски од Прилеп. Честа и задоволството е голема затоа што ликовната колонија покрај организирањето и дружењето на уметниците, значи има и едукативен карактер со презентација на творештво на автори кои што се учесници на колонијата. Така да ова вечер присуствуваме на едно представување на едно духовно одвојување на Тони Чатлевски. Оваа вечер сме гости во музеј галерија Кавадарци, каде што заедничко ќе го реализираме проектот изложба на ликовниот уметник Тони Чатлевски, проект кој што ни е поддржан од Министерство за култура. Тони Чатлевски како ликовен уметник не е фигуративен исто како и неговиот ликовен свет. Тој е абстрактен и неговата експресија е речиси целосен одраз на спонтан, несвесен ониризам на битието. Тој е инстинктивно импулсивен и колористички афективен. Неговите дела представуваат индивидуални светови, овозможуваат наблюдувачот да открива нови хоризонти на различни начини и представуваат постојано нова авантура. Навистина ми представува посебна чест и задоволство, што вечерва ми падна токму честа да ја отворам оваа изложба. Авторот е роден 1967 година во Прилеп. Училиште за применета уметност завршил во Скопје, дипломира 1993 година, а магистрира 2013 на Факултетот за ликовни уметности, оддел сликарство во Скопје. Живее и работи во Прилеп. Има реализирано 17 самостојни и голем број групни изложби, како на домашната ликовна сцена, така и надвор од неа, во Бугарија, Русија, Србија, Турција. Учесник е во повеќе од 40 ликовни колонии и симпозиуми во земјава и странство. Творештвото на Чатлевски во изминативе неколку децении се карактеризира со различни природи и форми кои формираат испрекината линија со јасно оцртани тематски и стилски целини, фовистички, експресионистички, абстрактни, абстрактно асоцијативни, создадени во различни временски периоди. Во најновиот циклус, Древниот сон, Чатлевски ги бара одговорите за смислата на животот. Древниот сон ги материализира
и ги презентира сите интимни состојби и ситуации што го провоцираат уметникот на креативен чин и се интегрираат во служувалката на секојдневието, оставајќи ја ризницата на минатото во иднината. Тој преку своите дела говори за животот, но и за радоста на живеењето, при што остануваат уште многу дилеми да се одгатнат, ако воопшто може да се одгатнат. Во неговите обсесии во ликовните творби се вметнати елементи од стварноста, преобразени во симбиолични знаци кои прикажуваат фрагменти од сонот, сеќавањето, интимноста, личниот простор, запрениот миг на времето. Минувајќи го духовниот хоризонт, сликите на Чатлески представуваат отворена книга, митолошки речник, библиски кодекс, екзистенционална идеологија на денешната цивилизација. Тие представуваат размислување за тајните на човековиот живот, земјата и на се што живее во неа, кои може да ги согледаме во еден здив, со целосна и сеопфатна визура. Смело, нанесувајќи ја бојата на сликарското платно, тој формира единствени естетски креации. Композициите се исклучително декоративни, богати со фигуративно, орнаментален репертоар, реализирани со редукција на реално видливото. Во читањето на неговите дела, пред нас се отвараат енигматични простори, чие дефинирање има бројни толкувања и интерпретации. Но, она што е очигледно во овие дела е тоа дека се плодови на нашето време, пофантастични и од уметничката фантазија, каде доаѓа до израз авторовите високи естетски вредности и исклучителната цртечка вештина на авторот. Со ова почитување ја прогласувам изложбата за отворена и ви посакувам седнички да ја разгледаме. Посакувам многу успеси во иднина на авторот и пред се би сакала исто да се заблагодарам и на домакините на оваа ликовна колонија, на господинот Темков, на директорката на Домот на културата и се надевам дека во иднина исто така традиционално ќе продолжиме со оваа манифестација. Само ќе ви се заблагодарам што сте тука, што ја видовте, ќе посетивте мојата изложба. Благодарам на организаторите, значи и на Домот на културата, на музеот на град Кавадарци за ова прекрасно доживување. Од музичките настани ја истакнуваме вечерите на джезот. Во неделата навечер се одржа целовечерен концерт со Тони Китановски трио и Сашо Поповски трио. На убавата джез музика претходеше арт перформанс со ликовниот уметник Ренди Феир од Соединетите Американски држави, кој со креда црташе пред присутните, а неговата слика добиваше различен колорит. Да резимираме, создадени се над 100 дела кои ќе бидат изложени во самиот хотел, во Домот на културата и во други простории каде што ќе предвиди организаторот на изложбата, а истовремено оваа колонија донесе квалитетен избор на слики кои беа изработени од уметниците кои со задоволство годинава престојуваа во Кавадарци. Вработените во Домот на културата и во оваа прилика беа одлични домакини, сите до еден беа во служба на колонијата, една од најголемите во Европа, и со цел да останеме добри домакини, тие на сите уметници, на 45 на број, има возможија убаво да се чувствуваат и се разбира да изработат добри дела, кои ќе можеме да ги гледаме во Кавадарци, во хотелот Унипалас, во Домот на културата и во други компании. В година, неофицијално да знаме дека оваа колонија ќе биде преместена во други организаторски простори и ќе биде битно намален бројот на учесниците во самата колонија. За годинашна можеме да кажеме дека беше одлична и добро е да ја имаме во таква спомен со оглед на долгогодишното одржување на истата, 25 години меѓународно постоење. Оваа вечер, последниот ден од ликовната колонија, најпрво ќе го одбележиме со едно поинакво рубо, со промоцијата на книгата Драга уметност, боите на небото и земјата на магистар Владимир Темков, академски сликар по ликовна уметност. Владимир Темков е еден од најпознатите македонски графичари и сликари, кој во безбројните изложби ги има редовно представувано своите дела на публиката во нашата земја и ширум светот. Тој истовремено е еден од најпознатите културни дејци во нашата земја,
Долги години раководеше со Дом на култура во Кавадарци, а сега е наш колега одговорен за ликовно-галериска дејност. Книгата Драга уметност, боите на небото и земјата е мощен, интересен творечки зафат на авторот, магистар Владимир Темков, единствена во културна и уметничка смисла кај нас. Имено тоа е авторско дело за своите разбирања на уметноста и на своите инспирации за богатото и квалитетно творештво. Во книгата Драга уметност, боите на небото и земјата се покажува поврзаноста на ликовното творештво со формите и боите од својот крај, значењето на ликовното обликување за изградба на особени ликовни доживувања и вредности, како и значењето на ликовните уметници од тиквешијата за изградба на културата на својот крај. Некако стана ред да зборувам на колонијата уметничката, на пленерот во Кавадарци, кој инаку најзначаен од овие 30-тина кои се прават во Македонија, по бројот на учесниците, по квалитетот на делата и како што ги гледате околу нас. Но сега заедно со тоа дојде и резултат на тој што го ја измисли колонијата, ја направи пред 25 години и ја води 25 години многу успешно, да 50 души дојдат од 10 земји и да создаваат и да уживаат, да се разменуваат искуства, да оди напред творењето. Тоа сега денеска се исполнува и со книгата на Владко Темков, магистар по уметност на факултетот на Универзитетот во Скопје, кој во книгата прави еден специфичен чекор напред. Едно е биографската основа на творењето, која изложува како настанал, како творел, како сакал да твори и тоа, а второ е естетичките проблеми кои ги проучува и ги развива и кои се присутни во неговото творештво и во неговиот напредок. Сега, како морам да земам очила, извинете, како, например, неколку реченици да подсетам од делото на Драгата уметност на Владко Темков. Како дете се определив да бидам уметник. Тоа е возвишена замисла, дури некому ретко му се остварува. Но ете, имав среќа и успеав по таа визија. Уште од најмалечки години сакав да цркам и со слики ги изразував своите доживувања и настани. Така почнува книгата и во неја опишува, но важно е тоа што заедно со својата описот на својот психички портрети, карактери, пристап и сето тоа, што е он поврзан и со тиквешијата, односно со убавините, провансалските убавини на Кавадарци. Еве како пишува: ме восхитуваше природата околу Кавадарци, високите сини планини во далечина и убавите заоблени ридишта насекаде околу нашите погледи. Си зборувавме како деца дека се тоа останки од старите вулкани, те затоа и земјата околу нашиот град била плодна за грозје. Чудесни се боите на земјата и на небото во нашиот крај. Блештеа сонцето и звездите, кои јасно се гледа покрај реката и одсејот на месечината во реката, порано кога немаше толку светлина низ градот. Че легнехме на трева и че огледаме восхитено тоа богатство од светулски на милиони години далеку од нас. Летата беа толку жешки. Јасно ви ова година, така нели? Што често спиевме надвор на тремовите или на терасите. Книгата заслужува да биде прочитана. Заслужува не да разберете што кажува Владко Темков, него да разберете што е уметноста. Ретки се такви книги
од уметници напишани за уметноста. За уметноста естетиката е многу развиена наука и има многу дела, ама малку се дела напишани од творците, како што е, да ги кажеме тие неколку, Да Винчи, или Кандински, или Марк Шагал, ама нема многу дела од самите творци за уметноста и за нивниот развој до сега. Ова дело спаѓа во таквите дела и прекрасно дело и би сакал да, јас се надевам дека тоа дело ќе одигра голема улога во разбирањето на уметноста кај нас и на нашето овде и колонијата и галеријата која ја суреди, ја водеше, ја води Владко, нели, и самиот неговото творештво. Еве како да разберете, еве негов запис. Повеќегодишното испитување на цртежот како ликовна дисциплина ме доведе до сознание дека е неисцрплива можноста за стварање на најразлични композиции во моите дела. Бојата како ликовно средство ја користам за да изразам разликата на интензитетот на линијата. И, значи, секој пасус, секоја реченица, секој пристап кон оваа книга, која инако е опремена од него и со негови дела и прекрасни има, како да кажам, разбирање за творештото кој го кажува, дава пример како тој создава и што прави. И на крај, најубавото нешто што е, тоа е неговата восхитеност од уметноста. Уметноста е украс на светот. Замислите да дојдат од некаде суштества од друга планета и да најдат изразен свет, празен свет без убавина, а луѓето да немаат уметност. Било страшно, нели тоа? Сушност, тоа би бил свет без вистинска човечка раса, какви што сме ние, бидејќи луѓето прават уметност за да уживаат во убавината. Јас имам само пофални зборови за делото на Владко Темков. Се надевам дека оваа книга ќе пробие во свеста на нашето разбирање на уметноста, затоа што многу често се прават каталози, ама не се прават, немаме записи од вистинските уметници и дека тоа ќе го афирмира развојот на Владко Темков како творец, кое што е видливо и во неговите слики, напредува, кој е дел од развојот на уметноста во Кавадарци, на кој он им одава признание на големите сликали, на Перо Мазев, на Глигор Чемерски, тука е Симон Шемов, тука е и другите големи творци кои се од Кавадарци, да е у таа смисла Кавадарци еден специфичен расадник на важни ликовни уметници и дека колонијата има право да биде така развиена, тоа се разбира благодарејќи на делото на Владко е најмногу, ама и за тоа што луѓето ја сакаат уметноста, убавините се секаде околу нас, се представуваат, гледате во овие слики, представени се убавините на Кавадарци, на полињата, на ридиштата, на небото, и јас му посакувам на Владко се најубаво, напредок во животот, да успее да го изврши и тоа и следниот чекор во образованието, со дисертацијата, да стане и професор. Се чудам како на факултетите него покануваат тој што напишал или што прави и што добро работи за уметноста, тоа е видливо и неговата магистратура, многу убави трудов, многу убав труд и му посакувам се најубаво и да со семејството и со неговата грижа за уметниците и за напредокот на уметноста и на убавините во Кавадарци и од кавадарчани. Бидејќи професорот голем дел од спомна големи работи од книгата,
Сакам да спомнам, го спомна професорот Симон Шемов. Ја сакам да кажам дека јас бев еден од ретките ученици у средно уметничко кој што имаше можност да работи со него на еден многу голем проект, ликовна интервенција во урбан простор кој што тој го осмисли, а ние како средношколци му помагавме. Сигурно дека тоа за мене представуваше некоја новина и пресврт во моето размислување за таа ликовна уметност и од тогаш па навеќе почнав да професионално да ја сваќам уметноста на еден подруг начин, со една трансформација на сите тие ликовни доживувања и трансформирани во моето битие и представени на моите платна. Професор Шемов, јас ти благодарам и ти си еден од причините кои што станав јас уметник. Еден аплауз за професорот. Инаку, он може многу да каже како ние како деца работевме со него и му помагавме на тие проекти, на тие урбани простори. 74-та година, 75-та година во Скопје, во Кавадарци и во други градови, ама тоа е една приказка за која што ќе ни треба цел час, можеби и 2 часа да зборуваме на таа тема. Со незаборавни моменти, напорна работа, но сепак доста успешно, заврши годинашнава ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2019, која во соработка со општина Кавадарци, Советот и градоначалникот господинот Митко Јанчев ја организираа вработените во Домот на културата Иван Мазов Климе, предводени од ликовниот уметник и одговорен за ликовна дејност господинот Владимир Темков. Оваа година на ликовната колонија зедоа учество преку 50 на ликовни уметници од различни земји: Бугарија, Турција, Украина, Грција, Србија, Саудиска Арабија, Италија, како и од Македонија, нашиот професор Данчо Ордев, Павле Кузмановски, професор Симон Шемов, Стадим Димитров и останати. Колонијата представуваше можност за дружење, но и можност за размена на искуства. Се изработија прекрасни дела, представени овдека пред нас, но исто така јавноста ќе може да ги види на почетокот на месец септември, кога истите ќе бидат изложени во фоајето на Домот на културата во Кавадарци. За успешно реализираниот проект со задоволство можам да кажам и да го потенцирам фактот дека Кавадарци е град на уметноста и уметниците. Им се заблагодарувам на сите спонзори кои донираа за успешно реализирање на оваа колонија, како и на моите колеги вработени во Дом на култура кои направија се што е потребно за учесниците да бидат задоволни и ликовната колонија да биде успешна. Од името на градоначалникот, Советот и локалната самоуправа, ви се благодарувам на вас, уметниците и гостите, и на домаќинот Домот на културата со сите вработени, што исцрпно се потрудивте. Верувам дека имавте морал за плодна работа. Ве повекуваме да бидете и на наредните години наши гости. Вие го дигнавте Кавадарци на едно повисоко ниво во областа на културата, воедно на уметникот, вашиот и мој пријател, му честитам за трудот. За мене и за многу како мене, тој е символ на уметноста во Кавадарци, во Европа и во светот. Му честитам и посакувам да оди напред. Со ова ја затварам колонијата, ве поканувам да бидете наши гости и вечер уште малку да се забавуваме заеднички.